Американскиот председател Доналд Трамп се изгледа го смени својот курс, барајќи од кралот на Саудиска Арабија Салман да работи на арапско обединување. Трамп најпрвин го поздрави потегот на овие земји да ги прекина дипломатските и трговските врски со Катар, наведувајќи дека Саудиска Арабија го послушала неговиот совет во врска со борбата против тероризмот, што и го дал додека бил во посета на таа земја. Тој ја поддржа блокадата на Катар и покрај тоа што во таа земја се наоѓа најголемата американска воздушна база во регионот. Меѓутоа, синоќа по неговиот разговор со саудискиот крал Салман, Трамп се изјасни против изолацијата на Катар, наведувајќи дека единството на арапските земји е клучно во борбата против тероризмот. Портпаролот на Белата куќа Шон Спейсер изјави дека Вашингтон сака да види деескалација на ситуацијата. The United States continues to be in close communication with all the parties to resolve the issues and restore cooperation, which is so important to regional security there. На ист став е и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој изјави дека би било најдобро арапските земји да ги решат надеразбирањата преку заеднички диалог. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ve bu konuda en kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini hakikaten çok ağır bir itham olarak görüyorum. Во меѓувреме, шефот на саудиската дипломатија Адел Ал Џубеир изјави дека изолацијата на Катар не била лесна одлука, но ти морала да биде преземена. We want to see Qatar implement the promises it made a few years back with regard to its support for extremist groups, with regards to its hostile media, with regards to its interference in the affairs of other countries. Саудискиот министер прецизира дека Катар мора да ја прекине поддршката на палестинската група Хамас, како и на муслиманското братство. Кампањата за изолација на Катар ги попречи трговските врски и ги зголеми страхувањата за можни нарушувања на глобалниот пазар со нафта.